Истото го мислел и кога се потпишуваа договорите со Бугарија и Грција, ама дури сега јавно проговори. Зошто? Пак не објасни конкретно. Градоначалникот Максим Димитриевски изреагира оти вчера Алфа потсети оти тој молчеше кога се ставаше параф на спорните договори за бришење на македонскиот идентитет. Немало граѓанин, вели Димитриевски, што се сложува со промената на името, ама според него договорите со Атина и Софија тогаш биле инвестиција за НАТО и ЕУ. Јас договорот не го коментирав, инаку мојот став многу одамна е познат по основ на нашите историски обележја и историјата, идентитетот и самобитноста на македонскиот народ нема цена, нема простор за никаков преговор, па и по цена на било кое членство во било која меѓународна организација или пак институција. Едноставно тоа треба да биде нашата црвена линија како народ, како држава и како граѓани на оваа држава, затоа што ние немаме право да се играме со историјата. Повтори дека не може да се брише историјата на нашиот народ и сите народи кои живеат на овие простори. Ама пак е чудно што градоначалникот од редовите на СРСМ сега одлучи ревносно да биде патриот. Остро ја демантира објавата на некои медиуми дека пред 3 години се поклонува пред загинатите борци кај Страцин, само под бугарско знаме. Вели, имало и македонско. Дефинитивно имаше македонско знаме, беа присутни многу организации, значи патриотски организации и од Македонија, и од Бугарија, и оддадовме признание на антифашисти кои што се бореле против фашизмот на крајот на Втората светска војна. Треба јавноста многу повеќе да научи за битката кај Страцин, бидејќи има голем број учесници и голем број на жртви во таа битка. Острото око на јавноста гледа, следи и не заборава. Неспорно, Димитриевски сега е нова мета на твитерџиите и на социјалните мрежи. Тие прашуваат дали градоначалникот има намера да излезе од СРСМ и сам ќе прави партија, или пак сака да се спријатели со опозицијата. Прашуваат најдосетливите.